одам на некоја емисија, ама пошто цел ден ми беше турбулентен и нема време ни кафе да си испијам пред да отидам, за да не заспијам, си носам еден Energy и еден Focus Trip. Само што се вратив од снимање на емисијава, носев оваа кошула што можда и ќе ја пуштам да ја напрати, иначе јас ја имам направено од лене. Oversize е, долга е, меѓутоа главната разлика од сите други е што е направена во 4 панели доле. За пример, напред ако сакаш да ја ставиш внатре, она што зборев и во претходниот влог, да може тачно да се одели кој е заден дел, а кој е преден дел, за од позади пример вака да виси, а плюс да има опција и скроз да се пушти цела, да може да оделиш, зависи у различен стил, што може реално и не сум видел баш ваква некоја кошула. Затоа и сакав да си направам и гледам дека реално е многу добра. Може и вака да се затворимо, треба да се сосема друг стил. Различни варијанти на носење и е многу пријатна пошто е од лен. Се добро изгужвано. Само што завршив со прва проба за спортските бермуди, односно од Gym Collection. Не се класично спортски, како што кажат, може и преку ден да се носат, тоа што е поентата. Друга многу битна работа е што од лен ќе направиме цел комплет како што веа drop crotch панталоните доле, со тоа што горе ќе направиме блуз како сако наметка, што ќе бидат комплет. Најдовме добар темно тегет лен и тоа чекам остро да бидат. И плюс ми текна за спортската колекција, односно Gym Collection, дека имам Марко Филипу уште пред едно 10 години као дуксер без ракави со капулјача oversize направен. Сега баш ќе побарам да ви го покажам, може и тој да опуштам комплет да биде со мајцата за вежбање, бермудите као дуксерот за одеш горе. Иначе мајцата истиот кроја, само со подруг материјал, како што носам оваа. Мислам без ракави да биде, ама мислам дека ипак е болje со ракави, пошто со дуксерот со без ракави одеш горе многу добро ќе се уклопи. Чек што више, може и тој од истиот материјал да направи. Не знам, баш сајки. Сега баш ќе побарам Марко Филипо дуксерот, тоест не го барам, него ми е тука стан, пошто ги прередував пред некоја време сите работи останато. Ова е пред 10 години правено. Значи не е дуксер, е како дуксер, меѓутоа е без ракави, со капулјача и уш у тоа време сме имале кастом зипери со логото. Погледнете го, ова е пред 10 години правено. И нормално тогаш имавме плочки доле, ги користевме за да немаме принтано лого. Сега размишljам, исто ова ми текна да го направам заедно со Gym колекцијата, кај што ги чекам бермудиве. Бермудите се како вие, ама пократки направени. Тоест не знам ни дали да се вика Gym колекција, може и под Дистрикт 001 да биде, пошто истово може да се носи и преку ден, не мора да биде за вежбање само, а сакам да може и да се вежба со тоа. Чекај баш, еве мајцава сега што ја земав, и иста како оваа што ја носам, само горе нема рендер и е од подруг материјал малце направено за да биде по-добра и за вежбање, да е полесно да паѓа на телото. Сега баш ќе пробам таа. Требаше да ја направам без ракави, ама не ја направив без ракави сега, зашто ради дуксеров да може да се комбинира од згоре као дуксерот. Ева као паѓа, чекај да си па добре. Баш ми се свига овој детал. Сега, ова може да го направам и од истиот материјал и да биде као комплет за одеш горе. Заедно доле со бермудите ќе биде страшно добро. Бомба.
Многу ми се свиѓа дека крој што сум направил пред 10 години до ден денес би го носел истиот. Сега, мајца може да е без ракави, тоест да е со ракави како што е сега, за да излагаат ракавите под дуксерот вака добро изгледа, а може и без ракави да направам, уште не сум сигурен што е боље. Патенти нема да ставам сега, него ќе ставиме само убав процеп тука. Може да задниот дел би го направил да е подолг, предниот пократок, некоја таква шема, ќе видиме, ама е многу добро и за преку ден вака да си искочиш со бермудите, ќе биде страшно добра комбинација. Не знам ни дали може од истиот материјал или некој ваков. Ќе видам баш за материјалите. Ама е тоа добра комбинација, значи идат бермудите, не овие, треба да ги земам, сега ги доработуваме. Мајцава и плюс овој као дуксер за одозгоре. Бомба! По 10 минутно размислување и консултација со самиот себе, заклучив дека мајцава, пошто истиот крој, како и другава што имаме памучната оверсайз, оваа за во джим, бидејќи материјалов е многу подруг и е многу тенок, лесен, не е хеви како другата, треба да биде без ракави. Па затоа одлучив да ги сечам ракавите и да направиме еден тест драйв денес во теретана за да видам дали е све како што треба, бидејќи секако за вежбање, дали е бокс, функционален фитнес или било кој спорт е поубаво да не ви сметаат толкави широки ракави. Така да си фаќам, за да не вадам. Пошто сега го кројот е тој. Само ракавите беа прашање, си ги исечам, тачно на штепов, како што е, за да видам како би стоело и да ја тестирам, да видам материјалот. Иначе, само што носев 10 минути, многу убаво се осеќам, бидејќи е многу лесна и се прилагодува на телото. Како буквално да не носите ништо што е многу битно за вежбање или за било каква спортска активност. Тука малце е ебав, ама сега тоа е. Добро, секако е мостра само. Од која исаков, само без ракави, сватив дека ни така не ми се свиѓа, па решив малце поише да ја отворам, вака од доко, па ќе видиме што ќе излезе. Него проблемот е што од една страна добро го направив, ама како ќе го погодам и од другата, пошто го правив буквално од доко. Ќе ми треба сантиметар некој вајде. Како да го направам, тука има 10 сантима. И каква будала сум, значи не, поубаво ќе беше, ама вака барем мене ми е да можам да го долавам тоа што го сакам, после е лесно да го направат како што треба. И плюс, најбитен е тест драйвот, како иде материјалов, ама не иде, реално јас сакам оверсайз да биде секако, ама не иде за во теретана со толку долги ракави. Чекај, точно ли? Овде доле колку го сецнав. Подоздоле ќе измерам, бе, чекај. Мора да се снаоѓаш у животот. Овде има 39. Мислам дека го имаме финалниот производ. Нормално треба да го сошие некој
стручен, меѓутоа ми се свиѓа како отворив уште малце, можда уште минимално поише да се отвори и тука да се направат по едно 5 сантима процепи, вака. И бија, не знам дали позади подолга, нема потреба. Вака едно 5 сантима процепи тука и ете го финалниот производ, што е модификација на оверсайз тишерт што го направивме, меѓутоа за джим колекцијата. Истиот крој, малце поразличен и ненормално добро изгледа и за на плажа и за вежбање. Одлично, презадоволен сум, бидејќи она со рукавите не ми се свиѓаше баш. Чак што ише можда може и уште еден не. Мислам дека е топ. И материјалов е перфекција. Идам еден тест драйв да направам сега на материјалот. Тренингот е завршен, првиот тест е направен. Многу битно, после интензивен тренинг што се пота многу, буквално не впива пот. Иако сум препотен и е прелесно на телото, тоа да не носите ништо, така да материјалот е перфектен. Треба уште малце да се скрати тука сантим и пол, да се отвори, тоа утре кидам, да го средиме, за да може да ги пуштиме. Се спремам, излагам, вечер сме на Лазаров Аворс, па после тоа ќе скочиме негде. Ќе ги носам, значи доле овие од црниот стрит сјут панталоните, овие црни кондори патики, да кажам, што исто така сам ги имам правено лаковани. Сега, одошгоре ќе носам оваа кошула, која е од Лен, е еден италијански бренд кој реално го нема, Лахајна се вика, оверсайз и е слична таква кој што сакам таа што имам правено и јас една да ја лансираме, доле да е долга и плюс да е во панели за да може различно да се носи. Само да се закопчам. Тоа некако би личало вака. И е многу добра зашто има процеп тука. И одозгора ќе носам ова сако кој исто така јас си го имам дизајнирано, кој е долго и идеално ќе се уклопи со кошула. Тоа би му дошло вака некако. Може уште едно копче да се откопча тука, вака, так. Овако, чекај да оставим. Овако би се закопчало вака. Мислам дека идеално стои и со овие што реално многу се уклапа со сакото, бидејќи еве тие што ги зборам како панели, посебно паѓаат, исто така паѓа и сакото. Доле кондурија, да ги облечам, чекај. Тоест не се кондури, кондура патика е ова. Има е комплетно, може да видите. Идеално. Со кошулата, намерно не ја ставам унутра, за да се отворени овие панели, му доаѓа како double layer да е, тука раскопчано, може ќе ставам уште едно ланче и да не заборам нормално иде екстракт 001 одозгора, еве го, кој што е идеален за ова време. Мислам дека и ова ланче ќе се уклопи добро, кој исто така е кастом и сам си го имам правено со крунава на баскијат. Со тоа што ќе го направам малце подолго да биде од овие две ланчиња, кои исто беа дел од план да ги пуштиме, меѓутоа не стигнав и тоа да го средиме. Може би понатаму бидејќи мада искрено сакам да има кастом накид опција, ми треба некој добар златар,
кои што би можеле да правиме некои посебни дизајни на накид и да може клиенти кои како сака да си ги нарачуваат и да се прават исклучиво по нарачка. Меѓутоа би користели исклучиво злато само. Ова иде внутра, мало сюда светка, пака, так. Мислам дека е идеално. Дечко знае да ми направи филм. Мислев конечно љубов се случи, ама филмот многу брзо ми го сруши. Освоено бара нешто од мене. И добри 500 метри, ајде.